Огромна дива депонија пред православните гробишта во Тетово. Мебел, изнутрици од животни, коски, секаков отпад од кој се шири неподнослива смрдја и зараза. Граѓаните велат ова е срам за градот и властите. И не само овде, туку цело Тетово се дави во ѓубре, а инспекции казни нема. Ја во Хрватска сум бил 7-8 години. За еден пикавец 15 дена затвор. И тоа улиците се чиста тие што се затворениците. А овде кај нас никак. Мислите дека нема доволно контроли и инспекции на терен? Нема контрола, нема инспекција, нема закон. Од другите места доаѓаат фрлата. И комшијата знае овде се. Разни отпадоци фрлуваат овде. Не само ѓубре. Владо Наумовски живее веднаш до православните гробишта. Нема вели институција каде не се обратиле, но никој не чувствува одговорност за овој срам. Ние бараме санитарна инспекција да дојде, бидејќи овде еве го гледате коски, црева, 300 чуда, да види кој ги фрля, да најде тие, вика ние сме заузети сега со ковидот, немаме време за такви занимации. Другава инспекција сме се жалеле, вика ние не можеме да преземеме, само можеме да им речеме да соберат, да и казна, никој не може да се казни. Тамо кој ќе се јавиме се сите шефови, нема ни еден работник. Не доаѓаат да го собираат ѓубрето. Реагира и во ВМРО ДПМН. Ова непочитување на туѓото минато и светите места е крајно жално и срамно. Нели е срамота, лажењето од страна на градските власти, дека го исчистиле местото на кое почиваат православните македонци во Тетово. Дали ова доказ дека ние не сме равноправни граѓани во овој град? Дали вака се искажува почит кон нашите предци? Периодов целиот град е преплавен со смет. Во комуналното велат дека тие го собираат, но проблем било што ѓубрето се носело и од други населени места. Бараат да се вклучи полицијата и инспекцијските служби, кои речиси 10 години немаат пишано казна. На градоначалничката Теута Арифи пак, периодов се чини приоритети се предизборните активности, отколку да го исчисти градот.